За 41 семејство ќе се реши стамбеното прашање со изградбата на типските куќи во штипската населба Света Недела. На терен интензивно се работи за реализација на овој проект, а куќите е предвидено да бидат готови до крајот на оваа година. Со тоа 260 лица, од кои 120 деца, кои досега живееа во субстандардни услови во старото нервно оделение, ќе добијат топол дом и кров над глава. Верувам дека во текот на следната недела економскиот оператор ќе започне со оваа работа и очекуваме некаде до пред Нова година да можат овие куќи да бидат завршени и да ја започнеме постапката со вселување на сите семејства кои што треба да бидат згрижени во оваа населба. Во однос на квадратурата, со оглед на фактот на бројот на членови на семејството, значи се поделени на 4 типа, каде што различна ќе биде квадратурата со однос на бројот на членови на домаќинството. Исто така, мислам дека она што ќе го добијат, фактички они ќе можат да ги имат основните санитарни работи кои што се потребни да ги имат во домот, обезбедувањето на, можем да кажам, на работите кои што ќе бидат потребни за внатре во самите типски куќи, не е како наша обврска, тоа ќе биде обврска на самите лица кои што ќе живеат овде, и она што ќе биде важно е тоа што ќе се направат договори со овие семејства за да бидат како корисници на овие домови. Со семејствата ќе бидат потпишани договори, а тие ќе бидат задолжени да плаќаат комунални такси за потрошена електрична енергија и вода. Списоците се веќе подготвени и сите оние семејства кои живеат во старото нервно оделение, а не се од Штип и ги нема во списокот да добијат куќа, ќе бидат отстранети од таму, посочува Демов. Сите оние лица кои што не се во самиот список, а се таму вселени, ние од претходно имавме акции со полициската станица од Штип, каде што заедно интервениравме за сите оние лица кои што не се на списокот, кои што не се од нашата општина, истите да бидат тргнати, отстранети од објектот и да може фактички да најдат место, затоа што тие не се дел од самиот проект, а и не се дел од лицата кои што треба да бидат згрижени. Откако ќе се иселат станарите, старите згради ќе бидат урнати и овој дел со изградбата на булеварот Партизанска целосно ќе се урбанизира. Проектот е финансиран од Европската унија и освен во Штип, типски куќи се градат и во Берово.